При подготовката и реализирањето на оваа емисија, авторот на овој текст имаше неверојатно слатки маки. Тој се соочи со обемен научен труд, со значени работни резултати, не со десетици, туку со стотина награди и признанија што ги остварил еден наш навистина плоден и квалитетен научник. Без сомнение, неговото дело со чист образ го бројуваме не само на врвот на нашето поднебје, туку и во светски рамки. Тие суперлативи ги упатуваме кон личноста и делото на познатиот и признат дефектолог и хуманист, професор доктор Љупчо Ајдински од Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Но за да го потврдиме погоре кажаното, а и самите да се уверите во нашата констатација, ја започнуваме неговата животна и работна приказна. Роден сум на 30 април 1930 година по Ново село Струмичко. Потекнувам од селско револуционерно семејство. Внук сам на познатиот револуционер и соборец на Гоце Делчев, Иван Илиев Ајдински, првиот македонски адвокат кој што започнал адвокатурата во Струмица. После Втората светска војна, уште не беше завршена до крајот на Југославија, негде се водија борбите на Сремскиот фронт, власта тогаш мене и неколку други дечиња од Струмичко и Струмица не испрати во учителската школа Никола Карев да станеме народни учители, бидејќи се осеќаше голема потреба од учители. Ја завршив учителската школа 1948 година, а потоа бев на работа по разни детски установи, каде што имаше потреба и каде што Министерството за просвета плански не распоредуваше. Но мојата желба беше голема да го наставам образованието, да наставам студии. И секоја година ми се увеќаваше од страна на Министерството и дојде и тој среќен момент да се запишам на Филозофскиот факултет на педагошките студии, што ги завршив 1954 година. Тука на студиите се запознав покрај другите предмети и со предметот дефектологија и за проблемот на децата со пречки во развојот. Потоа почнав пак да работам во детски установи, детски литовалишта и се сеќавам од работници одговорни во тогавашниот орган за здравство и социјална политика ме пронајдоа и рекоа ќе работиш овде на оваа проблематика кај нас. Се разбира, требаше да работам анализи, да работам програми, проекти, требаше знаење. И тоа ме наведе дека треба да завршам уште едни студии, дефектолошки студии во Белград. Професор доктор Љупчо Ајдински, одбранувајќи го својот научен труд современ систем на интегрална рехабилитација на ментално ретардирани лица, беше првиот дефектолог во рамките на поранешните југословенски простори, што се стекна со научната титула доктор по дефектолошки науки. Тоа се случи во 1980 година. Професоре Ајдински, ја проследивме вашата почетна автобиографија, престојувавме во вашето родно место, а еве сега го продолжуваме разговорот во Скопје, каде што и живеете во вашиот дом. Кажете ни, што ве наведе да се определите за оваа хумана дефектолошка наука? Видите, ако се гледа од аспект на мојата професија, лесно е да се одговори на ова прашање. Пред се да работиш со лица со хендикеп, треба да ги сакаш, треба да имаш трпение и треба да бидеш искрен со нив. Впрочем, тоа се и моите први лекции на моите студенти, што ги подучувам за работа со овие лица. Но, многу поодавна се јави оваа хуманост и оваа желба кај мене. Може би од раскажувањето на мојата баба, за прабабата Ајда, која била бабица во селото,
продувала жените, им давала совети здравствени, помагала здравствено, социјално. Па исто така била и доста хуманна и правила хуманни дела, например изградба на црквата, на камбаната и така натаму. Исто така влијание изврши можеби раскажувањето на мојата мајка за дедото мој, кој што дека еден спомнав дека е бил револуционер и соборец на Гоцета и учили заедно во Солунската гимназија. По завршувањето на востанието тој го завршува и правниот факултет и станува првиот адвокат македонски во Македонија. И ден денеска се раскажава во Струмица како тој сиромасите ги бранел без наплатување, а пред великденските и божичните празници службени кој што работел со него, имав разговор со него, ми кажуваше како тој 10 дена пред тие празници носел брашно и други хранителни продукти на сите сиромашни семејства. Сега да ни кажеш за која ви беше првата работа, на која работно место? Па видите, може би определната моја настана во учителската школа. Јас уште тогаш засакав да работам со деца на кои што им треба посебна помош. И не случајно, во тоа време беше планско распоредување кој каде ќе биде учител воспитувач, Министерството за просвета ме распореди да работам во детски дом Мерџан во Тетово со деца без родители што останаа од војната. Потоа, по завршувањето на факултетот, од кога и се запознав со проблемите повеќе за децата со пречки во развојот, истиот тој републички орган, тогаш се викаше Совет за здравство и социјална политика, ме поканија и ме вработија да работам на проблематиката на детската заштита, во кој што беше и заштитата и рехабилитацијата на децата со пречки во развојот. Што ме и натера повеќе да размислувам и да учам за оваа проблематика. Така да ги завршив и другите студии во Белград, дефектолошките студии, за да можам да бидам многу поуспешен во нивното проучување и почнав после да работам во институции од оваа област. Па видите, понатаму, после детскиот дом Мерџан во Тетово, јас бев на работа во многу други детски установи, бев на детски летувалишта. Посебно сакам да кажам, бидејќи немаше кадар, бев назначен за областен советник за детска заштита и во областа Битола и во областа Штип. Па отидов за директор на пионерскиот дом, па бев наставник во гимназијата и подолг период од мојот работен век го поминав во Републичкиот орган за здравство и социјална политика, каде што организирав и водев и развивав детската заштита, а внатре во тај сектор посебно заштитата и рехабилитацијата на лицата со хендикеп. Да ни кажете кое работно место беше на некој начин поттик за да почнете да се занимавате со научно-истражувачка работа? Па токму ова работа во Републичкиот орган за здравство и социјална политика бараше посебни напори од мене да и на теоретски план го проучувам проблемот, за да можам навистина да правам издржливи анализи и информации заедно со мојата служба, што ги презентиравме пред владата и собранието на Македонија за отварањето на разни институции. И бараше да се литература чита, бараше да се проучува тај проблем, како тука кај нас, така и надвор во земјата, и така се создаде и љубовта и интересот мој кон оваа проблематика. Вие настапувавте и на разни симпозиуми, конгреси од вашата проблематика во светот. Кажете ми нешто за тоа. Па, видите, реков јас дека требаше да се проучува светското искуство. За среќа моја и познавањето на странските јазици добив неколку стипендии од Обединетите нации и од неколку меѓународни организации на специализација во странство. Така да, уште 62-та година бев на специализација во
Англија, Шведска и Холандија, па тоа се редува и други европски земји, па една стипендија искористив и во Америка и во Канада, за таа воглавно проучувах заштитата, образованието и рехабилитацијата на децата со хендикеп, али посебно на ментално ретардирани деца. Инаку, за цело време на мојот работен век, во овие изминати 50 години, сум настапувал на многу меѓународни научни и стручни собори со своји стручни трудови. Стварно тоа е многу тегивам, али ќе набројам неколку од нив. Например, во Англија, во Шведска, во Италија, во Белгија, во Франција, во Полска, Чешка, Бугарија и други земји. Многу од овие трудови се објавени во меѓународни списанија. Накратко за вашите сознание во однос на третманот на ретардираните лица во Македонија и во овие земји. Па реков јас, искуството, познавањето, организацијата, развојот на службите во овие европски земји беше многу напред, негови кај нас. Да кажам дека ние во Македонија почнавме после Втората светска војна, до тогаш немавме ништо. Првата наша установа ја отворихме 49 година. И се што создадовме кај нас, јако за краток период многу создадовме. Отворивме скоро за сите лица со пречки во развојот установи. И сето тоа што го направивме, го црпевме тоа искуство од странство. Значи, гледавме каде се, што има и оно што го сознавах таму, го пренесувах тука со еден критички однос, го прилагодувах према нашите можности, материјални, кадровски и други стручни услови и потреби. Професор доктор Љупчо Ајдински, основоположник на системот за заштита, образование и рехабилитација на лицата со пречки во развојот, е иницијатор за отворање повеќе детски установи, детски градинки, установи за слепи, телесно инвалидни лица, ментално ретардирани лица, заштитни работилници за хендикепирани лица. Нашата екипа престојуваше во некои од нив за да се види начинот на згрижување на лицата со пречки во развојот. Се наоѓаме во Институтот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје, установа која се отвори негде во 60-те години. Уште пред тоа, 58-та и 59-та година, се проучуваше потребата од нејзиното отварање и затоа тогавашниот Совет за социјална политика и здравство не одреди мене и професорот Александар Андреевски, сегашниот академик, да го проучиме проблемот, да видиме дали такви институции и какви постојат во другите републики во тогашна Југославија и во светот. Од кога го проучивме и од кога изготвивме елаборат, дадовме предлог да се формира аудиметриско оделение како почетна фаза при клиниката за уво, нос и грло и да се изготвува проект за изградба на оваа институција. Од кога беше изградена институцијата, негде 61-62, се именува и директорот на таа институција, професорот доктор Славчо Кремичевски, со задача да даде концепција и организација како ќе работи установата. И тогаш и сега задачите на оваа установа се да обезбеди превентивна заштита, рана детекција, рано откривање на децата со слух, попречени во слухот и во говорот, да врши рана рехабилитација, рана интервенција на овие два проблема. Во организацијата постојат неколку оделенија за да се извршат овие задачи. Како што е ето ово оделение, аудиометриското, каде што има објективна аудиометрија и вокална говорна аудиометрија. Има едно оделение за вршење корекција на децата со проблеми во говорот и говорната комуникација, оделение за рехабилитација и подобрување на оштетеноста на слухот и други оделенија со посебни задачи.
Покрај оваа установа која третира и рехабилитира деца од предучилишна возраст, рана рехабилитација и предучилишна возраст, во Македонија постојат уште 3 институции. Слична на оваа институција постои во Битола со истите задачи за деца од предучилишна возраст. Постои исто така во Битола основно училиште за деца глуви и наглуви деца и во Скопје постои средно училиште за глуви и наглуви младенци за работно оспособување. Денешниот Завод за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов започна со оваа концепција, со овие задачи во далечната 1962 година. Но уште пред тоа, во 1954 година, се отвори училиште за слепи деца од паралелките за слепи деца, што тогаш се наоѓа во заводот, како што ги викаат тогаш дефектни деца во Битола. Подоцна 57-59 година се отвори завод за успособување и вработување на слепи младенци во Драчево. Бидејќи условите во училиштето за слепи деци во оваа старата зграда, како и во Драчево не беа соодветни и не одговараа, тогавашниот Совет за социјална заштита ме задолжи да направиме една програма, проект, да осмислиме една нова концепција за еден современ завод за рехабилитација на деца со оштетен вид, што го и направивме. Се изготви и техничката документација, Советот обезбеди средства и се изгради овај модерен завод денешен што постои. Неговите задачи по кои што он работи се да ги децата рано открие, да ги рано диагностицира, да почне со рана интервенција, да организира предучилишно воспитание, основно образование и средно образование. За таа цел во организацијата на установата постои диагностичко одделение, постои детска градинка, постои основно училиште, ниже музичко училиште и средно училиште. Имат добар стручен кадар. Само да спомнам, да речеме, во музичкото училиште имаме изврсни професори по музика, чак слепи лица, што ќе имаме прилика во текот на денешниот ден и да чуеме, например, Славица Ефремова, која што настапува на многу концерти со нейните ученици. Учениците од тука што завршуваат, многу од нив продолжуваат средното образование во редовните училишта, многу од овие што завршуваат средно образование се наоѓаат на разни факултети и ние имаме завршено на правни факултети, на филозофски факултет, имаме масери за масажа, изврсни академици по музика и така натаму. Како директор јас на ова установа сум една година. Но со помош на професорот Ајдински веќе имам еден проект кој што работиме со холандската влада, кој што овој проект за рано откривање на децата со оштетен вид. Тоа е нешто најново што може да се направи, бидејќи децата што порано ги откриеме за оштетенот вид, тоа е поубаво за сите деца. Исто така тука постигнавме голема работа со компјутеризацијата во заводот. Имаме компјутери кои се со брајовата статура, имаме компјутери звучната статура, така исто имаме компјутери кои што може да се користат и видни и лица кои што се оштетени вид.
Потоа, исто со него, наставните програми сега треба да ги редуцираме, односно да ги прилагодиме на децата и да ги печатиме со Браево писмо. Мислиме дека ова година тоа ќе го постигнеме, што до сега не е постигнато. Исто наставните планови програми ќе ги дотераме, односно ги направиме точно прилагодиме спрема нашите потреби. Со неговата консултација веќе ние, нашиот институт, нашиот завод, заедно со професорот, мислиме да го претвориме во институт за лица со оштетен вид. Тоа е да биде едини институт во Македонија, кој што јас мислам дека таа поддршка веќе ме имаме и почнавме на ова да го реализираме што мислиме да направиме. Во Македонија се роди човек кој што даде многу за нас, дефектолозите, многу даде за хендикапираните лица, многу даде за се што е во интересот на хуманоста во Македонија. Или можам да речам, со најубав така Господ го испрати за да може дефектологијата да тргне напред и да постигнеме тоа што сме ние постигнали. Посебно место во целокупната работа на професор доктор Љупчо Ајдински зазема неговото ангажирање во создавањето на современите системи во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со хендикеп, а посебно на лицата со ментален хендикеп, потоа во социјалната и општествената заштита на децата. Тој со посебна инвентивност ги предлага најсоодветните и најрационалните решенија на интегралниот пристап во рехабилитацијата од 80-тите години во Македонија и пошироко. Тоа е метод кој поаѓа од биопсихосоцијалната целина, можности и способности на хендикепираното дете и се залага за рано откривање, рана диагноза, ран третман, организирање на воспитание и образование на овие деца блиску до семејствата, како и оспособување и вработување, колку што е можно во редовната средина. Непосреден учесник е во конципирањето на законската регулатива и нејзината доследна реализација во областа на заштитата и рехабилитацијата на хендикепираните лица, социјалната и детската заштита, како и за конципирањето, организацијата и методите за работа на многобројни установи за рехабилитација, оспособување и вработување. Посебно важно за овој наш познат и признат научен работник и општественик е тоа што се залага ваквите установи и центри, освен во поголемите наши градски центри, да се отворат и во помалите, па и во селата. Проблемот на тешко телесно инвалидните деца неподвижни се наметнуваше долги години пред да се отвори ова установа. Негде 70-те години дојде до реализација на еден програм од фондацијата Рајдер за изградба на домови за стари во Македонија, што тоа се и направи. Се изградија неколку домови во Македонија, Скопје, Прилеп, Битова. Кога со господјата Су Рајдер дојдовме да бираме локација за старски дом во Струмица, дојдовме и тука во Бања Банско. Ја и уочив дека тука има природна топла вода и добро би било да таа институција, место да биде старски дом, да ја изградиме, да направиме за телесно инвалидни деца, суштина што представуваше за нас и потреба и проблем, но до тој момент не можеше да се реализира поради материјални средства. Господјата Су Рајдер се сложи и после 10 дена од Брителскиот университет прати еден стручник и заедно ја донесовме одлуката баш тука на тоа место и да почна заедничката изградба на оваа установа помеѓу Су Рајдер фондацијата, Република Македонија и Собранието на општина Струмица. Негде 74 беше готово, се отвори таа институција. Тоа е единствена институција во Македонија за цела република, за потребите на целата република и обезбедува сместување, заштита, исхрана, воспитување, образование и оспособување на тешко телесно инвалидни деца кои се врзани за кревет и за колички. Така да во установата постои основно училиште, нивно, кое што обезбедува наставата од прво до 8 оделение со комбинирани паралелки, а
Средното образование го обезбедуваат по пат на дописно допишување, посета на професори од струмичките средни училишта, раководството учениците ги носи да полагат испити во школите, професорите доаѓаат тука. Со еден збор им е обезбедено оно што е најнепотребното за оспособување за понатамошниот нивен живот. Иначе, покрај ова, главен дел исто така постои во установата со сите видови на терапии, почнувајќи од хидротерапија, електротерапија, масотерапија, индивидуална хидротерапија, групова хидротерапија со базен и така натаму. Затоа што, да нагласам пак, имаат минерална топла вода која што користат од ова поднебје. Покрај тоа што веќе спомнав професорот Ајдински, сметам дека Завод за заштита и рехабилитација треба да се прошири капацитетот, бидејќи ние од установа која згрижува деца и младинци, постепено се претвараме во установа која што згрижува возрастни лица. Така во перспектива имаме зацртано и сметам дека во блиска иднина и тоа ќе се реализира во соработка со фондацијата Сио Рајдер изградба на еден павилјон во кој што ќе бидат сместени возрастните телесни инвалиди. Се наоѓаме пред посебното основно училиште за лесно и умерено ментално ретардирани ученици Свети Климен Охридски со домско сместување. Во Македонија постојат уште 3 основни училишта за лесно ментално ретардирани ученици, но негде 60-те години се покажа една голема потреба за сместување на ученици од овај вид и степен на попреченост, од општини каде што немаат посебни паралелки и посебни училишта, за да може сепак и тие да се успособуваат. Тогаш на иницијатива на Друштвото за помош на ментално ретардирани деца и на Сојузот на деклозите на Македонија се направи еден елаборат и се бараше решение каде да се искористи некоја зграда, затоа што немаше доволно финансиски средства. За наша среќа, а уште повеќе за среќа на овие деца, ова зграда што се гледа сега тука, се ослободи, беше основно училиште, и се ослободи зградата и остана празна. И тогаш побаравме од собранието на општината Струмица да дозволи да се користи, да отвориме специјални, посебни паралелки. И така да тука започнаа прво да работат посебни паралелки при редовното основно училиште Мануш Турнувски. После едно 10 години, од кога се создадоа навистина подобри услови за воспитно-образовниот процес, за сместување, се изградија спални, кујна, трапезари и така натаму, специјалните паралелки прераснаа во посебно училиште и до денеска работи како такви. Освен споменатите училишта што ги спомнав, во Македонија имаме и уште 80 посебни паралелки за лесно ментално ретардирани при редовните училишта во околу 20 општини. И уште 2 установи. Едната е за умерено ретардирани деца во Скопје и другата за тешко и најтешко ментално ретардирани во Демиркапија. Големиот број лица со пречки во развојот го наметна и проблемот за отворање специјални установи, училишта и центри за нивно згрижување и рехабилитација. Во исто време, се поприсутен и актуелен станува и проблемот со стручниот кадар, пред се едукативно-рехабилитациониот, што треба да работи со оваа популација во Македонија. Следуваат иницијативи од Сојузот на дефектолозите и инвалидските организации за отворање на дефектолошки студии. Во учебната 1993-94 година истите се отворија при Филозофскиот факултет
на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. После 1991 година, со осамостојувањето на Република Македонија, и владата на Македонија, и ректоратот на Скопскиот универзитет ме повика од Белград и кажа, бидејќи веќе создаваме држава, немаме таков факултет, немаме такви студии, како што немаме и за ветеринарно само, дали би могли да направите еден проект да отвориме такви студии во Македонија. Се разбира, за мене тоа беше и голема чест, а и тоа ми беше последна животна желба, бидејќи до тоа време беа создадени сите системи и сите институции за сите хендикепирани деца, а немавме кадровска школа. Сега кога почнавте и дали имаше доволно кадри? Сега студиите ги отворивме 1993-1994 учебна година, како дефектолошки студии оде на Институтот за педагогија. После 2-3 години прераснаа во Институт за дефектологија. Се разбира, доволно дефектолошки стручни кадри немаше, но наставниот план беше така концепиран како и секаде. За првите 2 години повеќе има предмети кои што се застапени на другите институти тука на факултетот и со големо разбирање на овие институти ние ангажиравме професори од тие институти како што е општа психологија, општа педагогија и така натаму. И така тие кадри ги покривме. Друго, поканевме професори од медицинскиот факултет, од природно-математичкиот факултет и до ден денеска тие предават на нашите студии. А за дефектолошките предмети, веќе кога стигнаме во 3-та, во 4-та година, веќе тука мораше стручен дефектолошки кадар за специфичните предмети, како што се методиките, педагогите, сурдопедагогија, олиопедагогија и така натаму, методиките на ран третмент. Ние отидовме да бараме помош од дефектолошкиот факултет од Белград и од дефектолошкиот факултет од Софија. И јас сум благодарен и ние како факултет на големото разбирање на овие два факултета до ден денеска имаме визник професор од тие два факултета. Но ако на тоа останеме, ќе ги решиме. Уште од првата година со големо разбирање на факултетот, на деканатот, посебно на деканот на факултетот, професор Трајан Гоцевски, за нас, како млад институт, конкурсот беше отворен за млади кадри. И ние првите години зедовме околу 7 асистенти. Ја имав 7 асистенти. И веднаш направивме план да тие се усавршуваат. Ги запишеме на постдипломски, магистрите што беа на докторати. И јас денеска сакам со едно голем задоволство да кажем веќе дека ние имаме 3 доктори на философски науки, 3 доцента, 2 магистри, 4 на постдипломски студии, очекувам сега да заврши уште една асистентка да докторира, уште 2 асистентки да магистрираат. Така да за новата учебна година ние ќе имаме едно 4 доценти и едно 5 магистри на институтот. Значи може да се каже дека со кадар веќе може да се каже дека сме пополнети. Сега да ни кажете со учебници, сигурно биле проблеми учебниците. Сигурно не може студии да постојат, настава да се изведува без учебници. Барем тоа кај мене не е пракса. Ја тоа и во Белград го уведов. За мене е принцип. Штом почне учебната година, веднаш на студентот да им се даде учебникот. Ние имавме една големо среќна околност што го имавме професор Ајдински, кој што беше веќе избран за редовен професор на Белградскиот универзитет, кој што дојде во Македонија и се стави на располагање и благодарение на неговото огромно искуство во тој дел, благодарение на неговото познавање меѓународно на проблемите на работењето на луѓето кои што имаат пречки во развојот, ние успевавме да направиме еден наставен план и наставни програми според европски стандарди. Успеавме во почетната фаза, врз основа на кадрите со кои што располагавме на Филозофскиот факултет, од Медицинскиот факултет и други кадри од Универзитетот во Скопје, но пред се по, што се вели, под диригентската палка на професор Ајдински, ние да отпочнеме со работа и веќе денеска со задоволство може да се каже дека ние веќе изфрламе втората, третата генерација дипломирани дефектолози. Со задоволство може да се каже дека тие веќе се прифатени во установите кои што работат со лицата, со граѓаните кои што имаат пречки во својот психофизички развој.
Нашите искуства покажуваат дека тоа се кадри кои што имаат стекнато и теоретско и практично искуство и дека тие веќе се покажуваат како добри стручници во таа област. Исто така, ние не останавме само на додипломските студии. Сакам да напомнам дека пак благодарение на иницијативите на професорот Љупчо Ајдински, ние покренавме една процедура, изработивме наставни планови за специјалистички студии и за постдипломски студии. Веќе на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ние веќе имаме и постдипломски студии од областа на дефектолошките науки. Мислам дека со тоа Филозофскиот факултет завршува еден процес кој што е доблесен за секоја нација, за секоја држава, бидејќи, како што ни е познато, 1% по некое правило задолжително има проблеми со својот психофизички развој. Тоа е популација на која им требаат посебни кадри, тие кадри треба да бидат посебно едуцирани, треба да бидат на некој начин дури и психички подготвени за работа со такви луѓе, и ете ние на некој начин успеаме сето тоа да го направиме. И сега, кога станува збор за одредени луѓе кои што го чинат тоа, во оваа пригода сакам да кажам неколку збора. Значи, еден од иницијаторите за сите овие студии, тоа е професорот Ајдински, кој што имаше доблест да на некој начин се стави на располагање на Универзитетот во Скопје, имаше доблест да ги не само понуди своите знаења и искуства, но и да донесе огромна литература без која е алатка за студирање и без која ние едноставно не можевме да работиме. Меѓувреме, тој и напиша повеќе трудови кои што денеска на некој начин се столбот на тие студии. Исто така се покрена и теоретско списание кое што веќе излегува, мислам, 4-5 број, тоа е теоретско списание се вика Дефектолошка теорија и пракса, и тука професорот Ајдински е промоторот на една таква идеја. Јас би заклучил со тоа дека се работи за една исклучителна личност, која што остави белег на своето време, остави белег на Универзитетот во Скопје, остави белег и на нашиот факултет, и ќе завршам со тоа Филозофскиот факултет даде уште еден, да речам, виден научен работник кој што може со кој да се гордеем и ние, и нашата држава, и нашата нација. Лично го познавам професорот повеќе од 30 на години. Го познавам заради тоа што како научни работници и како креативци бевме инволвирани во едно поле кое се однесуваше до хендикепираното дете. Јас како лекар, невропедијатар, практично работев на полето на диагнозата на заболувањата, на терапијата, но професор Ајдински беше топло заинтересиран за еден друг аспект на тој проблем, на проблемот на хендикепираниот пациент, односно на хендикепираната особа, од аспект на неговата сеопфатна рехабилитација. Ние се запознавме во еден период кога се уште не постоеа услови за една сеопфатна рехабилитација кај тие пациенти, во едни услови кога се чувствуваше навистина една огромна потреба за такво нешто. Поготово ние, лекарите кои се бавевме со тој проблем, ја чувствувавме таа потреба силно, ја чувствувавме, бидејќи не беше достаточно да вие го диагностицирате пациентот, да му предложите одредена терапија, она што највеќе го чекаше пациентот, она што највеќе ја сакаше неговата фамилија, тоа беше рехабилитацијата. Целосната рехабилитација на еден таков пациент. Но ете, се појави професор Ајдински, кој се загреа за таа идеја, кој се загреа за тој проблем и навистина на проблемот му приде сосема ентусијастички, му приде онака како што тој проблем и заслужува да му се приде. Во што се состоеше неговата активност во тој период? Активноста се состоеше во тоа што тој креираше едни сеопфатни методи и системи кои овозможуваа еден подруг приод кон рехабилитацијата на хендикепираното дете. Зашто велам дека сеопфатниот систем и сеопфатната методологија кон таквата една рехабилитација му даде еден друг поглед на таа проблематика. Едноставно ќе речам дека детето со хендикеп представува една целина, посматрана од биолошки, од психолошки и од социолошки аспект.
Вие не можете да ги одвоите тие три елемента. Имајќи ги во предвид точно тие три елемента, таквиот пациент заслужуваше да има една сеопфатна рехабилитација. Не парцијална рехабилитација, не рехабилитација која би се одвивала дел по дел, туку една навистина сеопфатна рехабилитација. Точно креатор на таквата една сеопфатна рехабилитација беше професорот Ајдински и нам, кои се бавевме со тој проблем, навистина ни годеше да наидеме на една личност кој ќе успее да направи таква една синтеза во поглед на таквиот вид на рехабилитација кај хендикепираните деца. Професор Ајдински, во досегашниот тек на емисијата ние прикажавме еден голем опус ваш творечки. На што се должи тоа? На амбициозноста, на стручноста или има и некој друг фактор? Ови работи се тоа што ги кажавте, пред се работа. Дисциплинираност во работа, истреност во работа, но и поддршка. Поддршка од соработниците, но да бидам искрен, најголема поддршка во мојата работа ја имав од мојата сопруга. Таа не само што ми даваше поддршка, таа ме подреше, инициираше. Понекој пат доаѓав до ситуација дека некој истражување не можам до крај да го извршам или мислим дека тоа не може да стане. Таа беше упорна и викам, ти тоа можеш да го направиш и треба да го направиш, зашто не е само за тебе. Ти го тоа правиш за деца, за лица што им е тоа потребно. И така со таквата поддршка многу ми помна и ја можам да кажам слободно, ако нешто постигна во животот, го постигнал благодарение на нејзината. Впрочем, она е исто просветно лице. Она беше 30 години директор на детска градинка, па ги разбираше и тие проблеми и од тука доаѓаше на едната упорност. Кај него нема мерка за работа. Он кој ќе седне да работи, не брои време. Нема 45 минути како на работа што мора на факултет или у школата 45 минути. Неговото работно време е 5 сата минимум, за кое јас не можам да издржам и ќе дојдам и ќе го втупнам по рамото, ќе го погалам. Ајде, пауза, станувај. И тој ќе биде принуден по мое настојување да стане, да се прошета, полн во мислата, ако не ја довршил да ја допише, со станувањето он ќе му проработат, што се смееме ние кликерите, некој збор што му не достигал, он тогаш ќе го свати и поново ќе седне. Ќе се напие, било сокче, водичка, кафенце, нешто ќе касне и ќе седне, пак ќе продолжи. Книги пишуваше и може би и јас неговата упорност, неговата трудолюбивост во работењето ми чинеше посебно задоволство. Сакав во сето тоа што работи да го постигне, каде што може му помагав, ако не друго со треба ли нешто, кажи што треба, или да го оставам на мира, да биде спокоен, да работи, да твори. Така да, благодарение, веќе видите баш, нема работа која не му е завршена со благодарност од било која работна организација или било каде што работел. Луѓето го цениле и многу сум среќна што го знаеле луѓето што да оценат кај него, знаеле неговиот труд да го ценат и за сет негов труд и книги и дела што ги створил, добивал благодарници. Често пати, знаете, во животот можете да работите, се да стварате, а никој да не го види тоа, никој да не го. Меѓутоа, он е човек што работел, стварал, да се тоа осети, да се тоа почувствува. Па видите, стварно имам добиено многу награди и признанија, макар да ја не работев за награди, за признанија, но сепак е пријатно чувството кога некој ја следе твојата работа и на некој начин добиваш признание. Која награда? Сите награди ми се пријатни и драги, но заради времето, речеме, ја би спомнал за мене најдрага наградата што ми ја даде Република Македонија, националната
висока награда Свети Климент Охридски за достигнувањата во областа на образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развој во 90-те години. Пред тоа добив исто така една висока награда, југословенска, која за прв пат се воведе за научно-истражувачка работа во областа на менталната ретардација. И таа награда ми беше вручена во Лјубљана, таму беше седиштето на наградата, доктор Златан Сремец наградата. Се разбира, ми се драги и ордените што ги добив. Во оваа прилика би кажал, веќе ме орденот на трудот со златен венец. Потоа плакетата за хуман човек во хуманите активности. И да спомнам минатогодишната светска награда што ја добив, 2000 милениумскиот златен медал на честа за изабран поединец од светот, исто така за моите хумани активности и научно-истражувачки работи во областа на лицата со хендикеп. И се поставува едно вакво прашање. Дали сте лично задоволен од она што го сторихте во рамките за развојот на деца со пречки во развојот? Да кажам, не сум задоволен, не би било искрено. Јас сум многу задоволен што направих и што создадов услови, програми, учебници, кадри што успособив, да им го улеснеме животот на лицата со хендикеп кои што не по своја кривица станале и го стекнале тој хендикеп, лица на кои што сите ние треба да им помогнеме, зашто едно општество во светот се цени како е односот према тие луѓе. Од тие причини јас сум многу задоволен, но човек никогаш не е задоволен дали се направил и од тука мислам дека треба многу уште да се стори и од мене, и од моите колеги, и од општеството. Имам планови за напред. Прво да помогнам да се создадат уште повеќе стручни кадри за успособување на директорите на мојот институт, зашто до сега имам еден кадар создаден, но не е доволен. Второ, да се усовршат овие студии. Трето, имам издадени учебници, но се уште треба. И мислам дека сега со доваѓањето на помладите мои колеги, ќе имам повеќе време да посветам внимание на пишување. Веруваме дека сите негови планови и амбиции ќе се остварат, зашто тој досега со својата несебичност, со својот елан и хуманост, придонесе да се оспособат и да се вработат не десетина, туку илјадници лица со пречки во развојот. Слепи лица, глуви, телесно инвалидни, ментално ретардирани. На голем број од нив настојувал да им го реши и стамбеното прашање. Ние во Републичната конференција на социјално-културните организации го прогласивме за почестен член, бидејќи постојано ни помага и на Сојузот на степите, и на Сојузот на глувите, а најголем значаен негов труд и светол допринос е кај Друштвото за ментално хендикепирани лица. Јас со посебна гордост сакам да истакнам дека ние хендикепираните лица во Македонија посебно сме среќни што професорот Едински Љупчо скоро целиот свој живот го подари на нас да постигнеме оно што сега го имаме во нашата држава. Верувам дека оно ние што го постигнавме овде, многу држави кои имаат поголеми традиции од нас не го постигнаа, а тоа го постигнавме само благодарење на
професорот Едински кој има хуман доблест, широко срце, кој го подари и секој пат беше уз нас, со нас и со негов својствен, така да речен, природен надворен мотив да не бодри и ние успеавме. И затоа јас имав посебна чест и се задоволство, бидејќи растам од 54 година нааму со професор Едински и посебно ми е задоволство да од името на земјителните организации му се најтопло заблагодарам и да му посакам и понатаму да биде со нас и да ни помага како и досега. На крај од нашата емисија посветена за професор Лјупчо Ајдински, место заклучок сакаме да прикажеме две писма, односно едно писмо и една телеграма упатени за неговото творештво, за неговата работа. Со нас е нашиот спикер Симон Беличенец, па тој ќе се обиде да ни презентира овие две желби, овие две писма. На абсолвентската вечер на првата генерација студенти по дефектологија 1993-94, 1996-97, на абсолвентската вечер, реков, студентите од срце им се заблагодарија на своите професори, а особено на човекот кој скоро 5 децении се внесе себе си и целиот свој живот и животот на неговото семејство за доброто на хендикепираните и за развојот на дефектолошката теорија и практика, професорот доктор Лјупчо Ајдински, кому му го врачија следново писмо. Во една мала земја живее и твори еден голем човек со отворено срце за љубов, разбирање, соработка, хуманост. И зар може со збор да се каже се за големината на овој човек? Најдобро за тоа зборуваат делата и целокупното негово творештво, што ќе останат за секогаш врежани во историјата на една хумана наука. Во знак на долго сеќавање кон вас, професоре Ајдински, бескрајно ви се заблагодаруваме. Со почит од студентите при Институтот за дефектологија на 6 јуни 1997 година. А по повод добивањето на светската награда, 2 милениумскиот златен медал на честа во областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со хендикеп во 20 век, како избран поединец, до славеникот професор Лјупчо Ајдински пристигнаа многобројни честитки и телеграми од земјава и од светот. Еве и во оваа пригода во емисијава ја издвојуваме следнава. Зборот благодарам е премногу мал за вашата хуманост и несебичната работа со ментално ретардинарните лица. Ние, родителите на деца со ментален хендикеп, сме горди на вас, господине Ајдински. Златниот медал на честа нека ги краси вашите гради.